Тоа беше блокот со сервисни информации, со првите вести, а сега почнуваме со студискиот дел. Во студиото е Жанета Чонтова од Бирото за развој на образованието. Специфично презиме, не сум го сретнал до сега. Анализа за застапеност на елементи од финансиска писменост во учебниците во основно образование. Ова е називот на истражувањето кое што имаше своја презентација пред неколку дена. Еден краток вовед да направиме, потоа ќе видиме и кои се наодите. Најнапред, добар ден и благодарам што ја прифативте мојата покана. Ви благодарам. Еве јас денес имам за чест како дел од тимот кој што работеше на истражувањето за финансиска писменост во основно образование. Поширок тим, колегите од советниците од Бирото за развој на образование и нашите долгогодишни експерти во полето на финансиско образование, професорот Радмил Поленаковик и магистар Љуани Мери. Ние еден подолг период најпрво започнавме со дефинирање на целиот овој конструкт на финансиска писменост, затоа што целта ни беше фактички да ја измериме во основно образование, имајќи во предвид дека финансиската писменост се мери како дел од оној пакет на ПИЗА, програмата за мерење на постигањата на учениците на крај на основно на 15 годишни деца. Има и посебен дел кој што се однесува на финансиска писменост на ОЕЦД на 15 годишни, меѓутоа сакавме да видиме пред да го прифатиме тој пакет, бидејќи до сега не сме го користеле и е прилично скап, да видиме на ниво на основно образование ние самите во нашата институција, во нашата држава докаде се нашите деца по однос на компетенциите во делот на финансиска писменост, за да понатаму носиме и други релевантни одлуки, дали би се вклучиле во таков вид на мерење и секако да видиме што би било како предизвик за следничи. И ова истражување е пред да биде вклучено или на некој начин ставено финансиската писменост или науките од финансиската писменост во образованието. Како што можев да видам, направено истражување од прво до четврто, од четврто до шесто и од шесто до девето, така? Да, основното образование кај нас е поделено во три развојни периоди, од прво до трето, четврто, шесто и седмо, девето, и ние сакавме да ги видиме на крајот на секој од развоен период, да видиме докаде се нашите деца, така да фактички мерниот инструмент онлайн прашалникот беше даден на деца во четврто деление, за од четврто до шесто во седмо деление, и сакавме и во девето, затоа што во девето деление да видиме дали ќе има некакви промени на крајот на девето, бидејќи тука веќе има започнато со изучување на предметот иновации кој што директно е поврзан со оваа проблематика на финансиска писменост. Така да на секој од овие во четврто деление имаме отприлика 1200 ученици, во седмо деление 1200 и во девето деление, преку 3600 ученици во 68 основни училишта беше спроведено истражувањето, така да не можеме да зборуваме на репрезентативност, бидејќи таква нешто во статистика се уште не е изменето, не е открен механизам дали примерокот е репрезентативен или не, меѓутоа можеме да зборуваме за прилично голем примерок и веројатно грешката да правиме грешки е намалена кога имаме. Ова се деца од цела Македонија, така? Да, најпрво по однос на 8 плански региони, како јазикот на наставата, внимававме македонски, албански наставен јазик и по однос на варијаблата урбано-рурално, гледавме исто да бидат застапени сите региони. Да, затоа велам обично кога зборуваме за примерок користиме колоквијално термин на репрезентативност, меѓутоа ние велиме процентот на грешка при заклучување, се надеваме дека со ваквиот начин на избор дека е малечка, да. И генерално резултатот? Каква е писменоста во однос на финансиите? Знаат само да трошат или знаат да пресметаат нешто? Финансиската писменост е еден конструкт, кој што во себе обединува доста елементи, вие ме прашувате знаат, еден дел е само знаењето и тоа пак не е на ниво само на знаење, туку очекуваме да биде на ниво на разбирање, учат. Имаме поднос на финансиската писменост, ќе ви кажам во тој дел што до сега е направено, што извештајот посочува, меѓутоа само чисто сакав да ви кажам околу конструктот на финансиска писменост дека освен знаењата кои што не ги гледаме само како изолирани знања, него очекуваме да тие се и на ниво на разбирање. Тоа е едниот дел, односно
финансиската писменост, затоа нели го користиме терминот, не велиме финансиско образование, финансиско знање, туку писменост како литераси. Значи како што постои математичка писменост, јазична писменост и така натаму, така постои финансиска писменост. И кога ќе кажеме писменост, литераси нели веќе во нашата држава некако го одомакиневме овој термин, тоа фактички подразбира компетенција во себе. Компетенција значи знање, односно разбирање, став и вредност, односно однесување. И сега по однос нели гледаме кои знаење, и ова сега го врзуваме нели со финансиски концепти, бидејќи зборуваме за финансиска писменост. Значи фактички мериме знање и разбирање кај децата, мериме кои се нивните ставови и вредности по однос на овие финансиски конструкти, концепти и она што особено ни е важно, нивната мотивација, зашто нели ти можеш да поседуваш знање, можеш да имаш разбирање, но ако немаш мотивација да нели носиш финансиски издржани одлуки, информирани одлуки, тогаш не можеме да зборуваме дека нели овие ученици понатаму ќе можат да придонесуваат и за својата лична добросостојба и секако нели на ниво на општество. И сега и затоа е прилично тешко нели да се мерат вакви конструкти. Ајде во делот на знаењата и разбирањата можеби можеме некако нели, меѓутоа став, вредност е прилично тешко да се измери и особено нели што секој од нас нели нормално во психологијата ни е тоа да кога одговараме на такви прашања нели даваме малку социјално пожелни одговори. И сега гледавме по однос на мерењето, особено во делот на знаењата, да видиме нели што е тоа што би го заклучиле дали децата го поседуваат или не на возраст од 6 годинки нели понатаму до 14 години и како тоа нели кога зборуваме за финансиска писменост различно, значи не е исто како се учи концептот на пари на 6 годишна возраст, како тоа понатаму се развива, што е како буџетот да го објасниме, како касичката да објасниме нели банката на помали деца, како тоа веќе кога ќе дојдат во 9 оделение. Прашањата се различни, претпоставувам, за тие што имаат 8 години и тие што имаат 14, така? Да, па значи најпрво нели се договоривме што уствари ќе мериме и тука го користевме нели тој конструкт, односно целиот концепт кој што веќе е развиен од ОЕЦД. Ние нели она се што го работиме во делот на образование, секако нели гледаме да Македонија биде нели испоредлива во меѓународни рамки, така да веќе е развиена оваа целата методологија, ви кажувам, меѓутоа таа мери на 15 годишни деца и ПИЗА мери функционална писменост, значи фактички примена на знаењата. И сега тука имаме стално нели дискусија дека тие меѓународни истражувања нели веројатно нешто мерат што ние тука не учиме, меѓутоа нели не е така и затоа видовме нели што фактички таму има за да одлучиме што би ставиле, односно нели да го спуштиме на основно и како тоа би требало нели да изгледа во смисла на тоа да не поставиме многу тешки, многу лесни прашања, нели различно што е тоа сега лесно или тешко прашање, особено нели ако ги погледнеме другите резултати, нашите ученици сепак се справуваат со предизвици во смисла на тоа колку читаат со разбирање, математиката колку им е јака, односно слаба страна и природните науки, нели ако го земеме и концептот на штедење во делот на финансиска писменост малку пошироко во смисла на штедење на природни ресурси на планетата Земја. Така да значи гледавме нели да сепак задачите нели во оној дел на мотивација не бидат многу тешки во смисла на тоа децата да не бидат мотивирани нели да ги решат, па и да не бидат многу лесни затоа што нели да не излекуваме погрешни заклучоци. Секако она што го направивме како задачи претходно го пилотиравме пред нели да влеземе во избраниот примерок. И сега она што покажуваат и меѓународните трендови и она што нели веќе го знаеме, се потврдија фактички нашите хипотези, тоа од тука ни дава нели повторно да продолжиме и понатаму без разлика нели она што го имаме веќе во системот да го надградуваме во смисла на тоа дека ние финансиска писменост не можеме да развиваме кога имаме ученици кои што се уште имаат предизвици да пресметаат процент, нели тоа понатаму се развива во тешкотија да се пресмета каматна стапка кај деветоделенците и тие понатаму нели овие дечиња утре ќе бидат родители. Ние во истражувањето имавме и родители и нели наставници вклучени и тие исто имаат предизвик кога доаѓа да се пресмета процент во смисла на ДДВ, во смисла на каматна стапка. Тоа е многу важно кога треба нели да носиш информирана одлука во смисла нели на земање на кредит, како да штедиш и така натаму. И особено ипак и кога се планира буџет. И родителите и наставниците одговориле дека да, ги вклучуваат нели особено родителите децата дома при планирање на буџет, но кога ќе дадеме нели одредена сума во задачата и одреден процент кој што би требало за нешто се процети, имаме тешко да се извади. Да, забележуваме дека во тој дел имаме
потешкоти. Ова пак нели наведува на она што ние нели тековно го работиме, веќе донесена националната стратегија за образование, се работи стратегијата нели во моментов за во делот на финансиското образование, дека во основата мора да работиме на јазичната и на математичката писменост. Значи мораме да ги развиваме она што согласно Блумовата таксономија е во базата. Значи ние сметаме дека како држава нели често тука имаме различни разбирања, се си мислиме дека децата многу не се оптоварени, многу учат факти, дека све е на бубање и така натаму, меѓутоа не е точно очигледно, бидејќи ако толку имаат информации, тогаш веројатно би им било полесно на децата да ги применат во нова ситуација, што всушност е нели одлика на она што го посакуваме критичко и креативно размислување. Но реалноста не е баш таква. Односно ние гледаме дека ако не можеш да пресметаш процент, ако не можеш да кажеш што е поисплатливо, да речеме само 50% ја решиле точно задачата, каде што ќе кажеме да речеме овој производ, еден производ кошта толку, чини толку, два производи нели за да се биде поевтино, не може да се направи таа споредба. Значи штом се воведе уште една варијабла, друга варијабла, штом се бара споредба, станува прилично комплицирано. Значи ученици кои што имаат солидно знаење, нели како што велиме дека многу учат, имаат многу знаења, се напамет. Значи ако некој тоа го поседува во својата глава, тогаш веројатноста да врши повисоки ментални процеси е поголема. Ама ти не можеш да правиш ментални процеси ако ја нема базата вонатре. Така да, знаете како, значи, да сите посакуваме критичко и креативно размислување, секако финансиската писменост тоа и го очекува, мислам, нели, на повисоко ниво, дека нели треба во делот на иновации, развивање на предприемачки дух, дека нели потребно е да се огледа што е проблемот за да понудиш нели решение, нешто иновативно. Меѓутоа, PISA и тој дел го мери. И ова ние нели во делот на тоа како фактички го дефинираме критичкото и креативното размислување, оваа компонента на нашите ученици на 15 години значи е прилично слаба, што е резултат нели на тоа како ние фактички ги развиваме уште од најрана возраст. Така да ова дава, извинете, многу јасна насока и тоа веќе е вградено во националната стратегија за образование и бирото нели бидејќи ние сме задолжени секторот за професионален кариерен развој да нудиме обуки на наставниот кадар нели во овој дел. Работиме сега, имаме баш повик нели за обуки за кариерните советници и секако се планира и обука за ова што ви го реков. Значи без базична писменост ние не можеме понатаму нели да очекуваме да развиваме финансиски одговорни граѓани кои што ќе градат. Што до сега или во кои предмети освен математиката можеле да се описменуваат финансиски децата, учениците и како планирате да се развие ова, да биде посебен предмет или да биде дел од некои предмети? Да, кој е планот на државата? Вечита дискусија не само во нашата земја, во Македонија и секаде нели кога дискутираме по однос на тоа како да се подучува за животни вештини, бидејќи финансиската писменост нели ќе се сложиме и мислам така и дефинирана е клучна нели компонента и особено она што ни се случува и за време на ковидот, а и сега нели повторно гледаме дека се справуваме со финансиски предизвици нели континуирано. Да. ОЕЦД нели исто меѓународните организации ние одиме во чекор со тоа е донесена таа агенда 2030 каде што се излистани нели нови компетенции за децата и ОЕЦД тоа го има смислено нели дека образованието фактички треба да им даде на децата компас. Значи целата таа рамка на нови трансформативни компетенции кои што се очекува 2030 од образованието, особено врзано со ковидот нели и она што континуирано веќе и децата наши живеат и сите ние во континуирана криза. Значи мораме да развиваме некои нови вредности, нови знања, нови компетенции. Секако во тој дел е да знаеме нели да читаме и тоа што го читаме да можеме да го разбереме и критички да го размислуваме и за да можеме да носиме нели одлуки за да не одиме во оние ризични однесувања. Така да ова е клучна компетенција. Сега кога зборуваме за тоа како се подучува нели за овие клучни компетенции, да, секогаш имаме поделеност во смисла на тоа дека треба да биде нели како посебен предмет, тоа е едната нели алтернатива, другата варијанта е да тоа биде интегрирано во различни елементи. Сега ние кога почнувавме со концептот за нели за основното образование, постојано ни се забележуваше дека нели на крајот на девето ги немаме оние излезните резултати. Така да тогаш направивме оние националните стандарди за да секој може да види нели во таа рамка донесена од министер што уствари нели на крајот на основното образование нашите деца треба да имаат усвоено.
пак во смисла на компетенција, на што ви го реков и за финансиското образование, кои знаења, односно разбирања, ставови, вредности и однесувања треба да ги имаат нашите деца. И во рамките на тие национални компетенции, односно стандарди, документот се вика, ние кога почнавме да ги развиваме, имавме и посебно подрачје за финансиска писменост. Во тие стандарди секако има компетенции кои што се врзани со конкретни предмети, како математичка писменост, јазична писменост, природни науки и така натаму. Меѓутоа има и компетенции, односно подрачја кои што како да ги крстиме трансверзални, може да се најдат во сите предмети. Значи треба да се интегрираат како личен развој, социјални вештини, секако техниката и технологијата и од ОЕЦД ни дадоа фактички фидбек дека е подобро финансиската писменост да ни биде интегрирана и во другите предмети, особено во математика, во општествените науки и секако имаме посебно подрачје во националните стандарди, именувана како техника, технологија и предприемништво. Така да тука имаме знаења, вештини кои што се очекуваат на крај на девето децата да ги имаат, да се врзани директно со финансиската писменост и особено за она за што сите сме сложени дека треба да се знае буџетирањето и штедењето. Значи родителите и наставниците и сите ние во тој дел сме истакнале дека е најважно тие компетенции, тие се пропишани. Значи на крајот на деветото деление тоа треба да го има. Овие национални стандарди било која наставна програма докато што сме стигнете до 7 деление, ако отворите ќе видите дека тие ги има, значи може да се најдат во предмети поволни предмети, каде тоа може да се интегрира, секако е во математика, секако е во општествените предмети, во граѓанско образование, во општество го имаме, географијата исто така нуди податоци кои што се подложни, може да се дискутира, односно се поврза со финансиската писменост и оној предметот во девето оделение иновации. Така да освен националните стандарди, ние ги имаме и во другите наставни програми и исто така со концептот за основното образование се воведе оној концепт на слободни изборни предмети, каде што училиштата си прават нивни наставни програми согласно интересите на учениците и потоа ги доставуваат кај нас, ние ги одобруваме, но ние сме им дали примери како можат од кај нас да си превземат програми. Во тој дел имаме изготвено 3, тие се објавени на нашата веб страница да им послужат на училиштата како финансиско образование, финансиска писменост, иновации и предприемништво. Тоа го има во основното сега, во четврто деление. Видете, од прво до трето согласно новиот концепт, она за што зборувавме колку нашите деца заостануваат во однос на останатите деца во Европа, ќе кажам колку сати имаме помалку. Знаете, веројатно сме родители, имаме деца во образование, дека треба да останат подолго време во училиште. И сега кога остануваат, освен оној дел врзан со наставата, од прво до трето тие се нарекуваат слободни активности. Така да тука оделенскиот раководител, оделенските наставници се слободни да интегрираат елементи од животните вештини, може да си изберат и во делот на финансиско образование. Особено за малечките, ние сме го пилотирале ова во неколку училишта, концептот на финансиско образование. Знаете, таму штедење, да речеме, многу им беше интересно на децата, може да си правеа банка, односно касичка на убави спомени. Значи не мора да штедат пари ако некој не сака тоа да го дискутира. Може да штедат убави чувства, убави спомени, чисто да знаат. Фотографии си става, си правеа книга, односно банка на среќата, да можат да дискутираме понатаму кога може да се навраќаме на тоа, зашто е важно. Потоа по однос на вредностите, односно што се штеди, да речеме кој ти е омилен предмет. Па учениците дискутираат по однос на тоа што им е омилено, па кога ти е толку омилено, каде го чуваш, како го чуваш, како се грижиш за сето тоа. По однос на професиите, односно она од почетокот уште од прво деление како може да се започне, наједноставно или родителите ги носат во училиште или ако одат од училиште до дома, на патот од училиште до дома, ајде видете кои професии секој ден ги сретнувате, па што работат. Значи имаат избор, имаме и прирачник по однос на тоа развиено, можат оделенските наставници да работат. Понатаму во веќе од четврто деление до шесто деление во циклусот или пак до пето до оделенците можат со овие. Меѓутоа веќе од четврто ни почнуваат и слободните изборни предмети и тие по својата концепција се замислени да произлезат од интересите на учениците. Така да тука може наставниците и да издействуваат, така? Па сега, праксата и она што го покажа истражувањето и го знаеме дека во принцип тие слободните изборни предмети пак се доделуваат на наставници кои што имаат помал фонд на часови и во таа смисла тие наставници имаат потреба од дополнителна поддршка, така да тоа е уште една од препораките, треба да дадеме ние поддршка, не си земаме и во смисла на обука, и во смисла на наставни материјали, како идеи и особено техника и технологија, како дигитални ресурси. Меѓутоа имаат слобода наставниците да се поврзаат, да дојдат во бирото, ние особено за предметот за иновации, континуирано правиме обука во бирото да како доаѓа нов кадар, да добијат информација, да добијат обука. Не велам дека сето тоа е доволно, нормално има простор за подобрување. Каде сме на
на ранго, така рековте дека имаме слаби резултати. Ете, во однос на учениците од регионот, не мора да одиме со многу поразвиените земји каде што образованието е на вселената за разлика од кај нас. Ви кажав, нели, бидејќи од ОЕЦД, се не можам да кажам Не мора со не дека не значи континуирано, нели, сме интересни како држава и нели Народна банка, ние исто соработуваме и со Народна банка и со нели со нивните регулатори во делот на развивање на стратегијата и така натаму и со ОЕЦД секако во смисла на тоа да тие не убедуваат нели да се вклучиме во тоа тестирањето нивно кој што ќе ни ја мерим финансиската писменост. Интересни сме во смисла на тоа дека нашите ученици еве на 15 години одговараат нели на прашањето каде се гледаат себе нели кога ќе завршат образование, во смисла на тоа дека планираат да завршат докторски студии, магистерски студии, високо образование преку 78%, а друга страна знаеме дека нивната базична писменост е прилично ниска. Така да имаме некои вакви податоци кои што се исто така планираат професии за кои што и текако е потребна солидна математичка нели основа, а ти не знаеш процент да пресметаш. Планираат да работат како ICT техничари, инженери, доктори и така натаму. Така да во овој дел нели нив им е интересно да ги анализираат тие податоци и сакат. Ние не сме се тестирале за да видиме како се рангираме. Поднос на основно сегова само нели во Македонија сме го спровеле. Ретко кои од државите нели различни искуства во првиот дел од квалитативната анализа гледавме и како и во други држави. Различен е концептот. Воглавно е интегрирано, меѓутоа нели ретко кој се мери до основно. Обично на 15 години веќе мериме за да видиме до кај сме фактички ефектите од основно. Затоа и ние ова го направивме за да видиме дали државава треба и да инвестира, да се дадат толку пари да мериме финансиска писменост. Кога знаеме отприлика на кој ниво сме. Нели, подобро е овие препораки кои што сме ги дале како да делуваме, да направиме клучни акции кои што и како нели веќе неколку споменав од нив. Па да, па потоа да се мериме за да видиме каде би се рангирале. Како се податоците за родителите и наставниците? Па веќе нешто нели споменав, согласни се, имаме супер подршка нели и по однос на тоа дека е релевантна темата, во однос на тоа кои аспекти би биле нели за кои аспекти како ги рангирале, согласни се дека тоа треба да биде штедењето. По однос на тоа нели родителите нели како прв модел на идентификација од дома и прилично е важно освен како модел како се однесуваат да и се разговара оваа тема, така да нели пак ви кажав. Тоа сакам да колку домашниот муабет е битен во оваа тема, колку вклучувањето на децата во финансиското договарање, финансиските планови. Знаете како пак подобри размислувањето на децата. Нели кога мериме ставови, сите сме склони да даваме социјално пожелни одговори. Родителите пријавиле, не се малку, преку 2000 и нешто, нели сме ги вклучили, имавме супер одзив во истражувањето. Кажале дека дома ги отвараат овие теми, нели ги разговараат, меѓутоа пак ние нели тие се посуптилни прашања и секакова анализа нели ни дава сега и основа, ние сакаме понатаму како фокус групи малку подлабински да истражиме. Освен што нели пријавуваат дека разговараат, ние имаме голем процент нели на деца кои што ни одат и во ризично однесување, во смисла затоа и Министерството за образование и наука додели мали грантови, особено во делот нели условно кажано оние коцкарниците кои што ги имаме, па тие деца како одат во коцкарници ако дома нели немаат модел на родители кои што нели ризично до 18 години. Да, значи пак родителите пријавуваат дека ги отвараат овие теми, меѓутоа што разговараат, како се однесуваат и каков модел се на однесување, нели ние како образование пак нас фокусот ние го гледаме нормално, системски интегрирано, затоа сме ги вклучиле во истражувањето, но сепак треба да бидеме внимателни во однос на тоа тенка е многу ивицата за превземање на ризично однесување. Ние делуваме превентивно, Министерството доделува, односно нели објави повик, училиштата аплицираа со своји проекти, нели ќе видиме како ќе бидат ефектите, но мора да ги разговараме и овие теми на нели малку понегативни работи, односно сепак ние како модел на идентификација добро во ред разговараме дома, но сепак и нашето однесување во смисла на тоа која банка, колку е каматата, како го распределуваме буџетот, значи не е само да се разговара, него треба да имаме и практични активности, значи кога се планира буџетот, тие проценти можат и дома да се разговараат, нели овој месец ќе потрошиме волку толку, значи може и од дома да се работи, но пак велам да не гледаме само нели позитивната и само негативната. Да биде табу тема ова кога се зборува дека децата со парите не си играат, така треба да ги вклучиме малку да поиграат со парите. Па да, и не само финансиската нели писменост да ја едначиме со парите. Значи освен парите, нели
тука и буџетирањето, планирањето, пресметките и носењето на одлуки и нели правењето на информирана одлука во смисла на тоа да знаеш да процениш што е поисплатливо, што не е поисплатливо на долги стази, значи да можеш да аргументираш, затоа што финансиско образование не е само пари, не е само брза заработувачка. А ако ги немаме основните концепти, ако не ги разбираме, нели, затоа велиме тоа е цел конструкт, затоа го викаме компетенција, освен знаење, значи тука многу други работи, нели. Беше најголемата грешка што ја правеа младите на тестот. Ако може да го кажеме тест. Па да, нели, бидејќи кажав, еден дел е на знаење, еден дел е на ставови, еден дел на однесување. Во делот на знаењата, да, можат, нели, оние едноставните проценки во смисла, нели, ова чини толку, волку си дал колку е кусурот, умеат едноставните математички операции, меѓутоа кога ќе дојде, нели, да се пресмета процентот или во буџет ако се планира, да речеме, да се испланира за нова година буџет или некаква таква, или нели дадене вкупниот буџет по поставки, процентот, да, тоа е тешко и исплатливоста исто така е тешко и веќе кај девето имаат и проблем, нели, нормално и каматната стапка да ја пресметаат. Не може да го додадат, нели, или да го оцемат тој дел од вкупната сума. Во однос на ставовите пак, нели, во оној дел кој што можеме да го фатиме, пак велам со прашалник, нели, подобре фокус групи да направиме за понатаму како следен чекор, во делот, нели, на ставовите нивни во смисла на тоа да се штеди, да, имаат позитивни ставови и во смисла на тоа за долгот имаше прашања, нели, ако некој му должиш на другарче дали треба целата сума да му ја исплатиш или не и така натаму. Или на рати. Да, имаат позитивни ставови учениците, се уште, нели, вредностите се зачувани, меѓутоа треба да делуваме за да, нели, понатаму се задржат. И сега што би се проширило образованието со ова? Каде треба да се вметнат? Што рековме? Да, значи од прво до трето, оние слободни активности кои што ги имаат со своите наставнички, нели, да ги зајакнеме, потоа во слободните изборни предмети да некако, нели, не мал број на деца, него веројатно малку поголем број на ученици. Така биде и посебна литература? Да, или значи само обуки ќе имаат посебни наставниците и советниците за... Знаете како и општествено-хуманитарната работа исто е внесена, значи државме ние обуки како советници, така да и во тој дел, нели, кога ги советувавме училиштата како да ја организираат општествено-хуманитарната, може да се поврза со иновации и предприемништво, може да развиваат проект учениците. Ние како советници во бирото основната дејност ни е, нели, советувањето, така да секој од нас има свој училиште, си ги следиме, нели, поделени се училиштата и на секојдневна основа, нели, си комуницираме со условно кажано, нели, нашите училишта, даваме совети, нели, обуки, си ги следиме и така натаму. Секако дека, нели, пак е таа дискусија, нели, како што кажав пред, пак е поделено дали што дава подобри резултати, дали инвестирање во квалитетни материјали или инвестирање во обуки. Да речеме, сега Светска банка кога прави анализи, особено за во сиромашни држави, каква што, нели, веројатно сме и ние, си мереле, нели, дали е подобро да се нели, што би носело, односно што дава подобри резултати кога ти инвестирале, да речеме, во квалитетни наставни материјали, учебни материјали, како и да ги крстиме, или во обуки. Покажано е нивните истражувања, анализи дека е подобро да се инвестира во квалитетни материјали. Меѓутоа, нели, едното веројатно не го исклучува другото. Добро е да се работат и двете. Кажав дека веќе се планираат, нели, обуки во бирото, тековно веќе имаме и повик и секако тие материјали кои што како примери на добра пракса, поврзување на наставниците, она што, нели, е веќе докажано како се подучува за животни вештини, нели. Треба ли да бидат вклучен приватниот сектор, не знам, банките, финансиски институции, експерти од тие компании? Значи, во делот со финансиско образование, знаете како јас веќе кажав, ние соработуваме, нели, со Народната банка, со некои од нивните регулатори, имаме исто активности во делот и со предприемништво, односно со потрошувачите во изработката, нели, на стратегијата и бирото и во тој дел сме вклучени и секако е дека добра е соработката, нели, со останатите институции кои што се во овој дел. Има доста други активности и во самиот извештај се поместени вкупните активности на Народна банка во смисла на тоа дека, нели, ние како институција даваме одобрување на голем број на невладини организации, фондации, други кои што имаат интерес, нели, поднесуваат во министерството, тие до нас и ние даваме одобрување, ние ги следиме сите тие иницијативи, даваме позитивно мислење, но сепак, нели,
често пати тоа е во дело, да речеме, на организирање на надпревари, прослави на денови, така натаму, што не велам дека е лошо. Меѓутоа, кога одиш ти на надпревар, нели, пак работиш со оние деца кои што веќе ги имаат тие компетенции, нели, одат уште повисоко. Проблемот во нашата земја е што никога ги анализираме, ние го немаме фактички просекот. Значи, да, и стално кога дебатираме и со наставниците, нели се расправаме дека нашите деца се најдобри кога одат во свет, и да. Ама тие деца се најдобри без, нели, мојата заслуга како наставник. Тоа е инвестиција на родителот, тоа е и она што, нели, детето си го носи, си вложува во себе си. Она што кај нас и кога ги гледаме резултатите по однос на математика и по природни науки, да, ние имаме исклучителни ученици, нели, постигнуваат супер резултати, меѓутоа го немаме просекот. Значи не е тоа кај огромен дел од учениците. Индивидуално. И јас затоа, нели, лично како психолог, кога некој ме прашува за надпревари, во ред, ама не сум повеќе, нели, застапник. Јас сум повеќе, нели, да тоа биде за сите деца, нели, тие што можат, да, во ред, меѓутоа мора да работиме и она што веќе го развивме, ви кажав, во националната стратегија, оние обуки, наставни материјали, слободните изборни предмети, она што го работиме и го развиваме, и сме дале како препорака. Народна банка работи, нели, во моментот стратегијата заврши 25-та, се работи на новата стратегија, секако дека веројатно планираат и активности за нас, убаво би било, нели, да не вклучат, да го имаат извештаот, беше и гувернирот на целата презентација, да веруваме дека, нели, она што го имаме како континуитет, нели, согласно овие наоди, можеме да го зајакнеме. Што би се одржало во таа стратегија што е 26-30? Па знаете како веќе ви кажав, ние соработуваме, меѓутоа кога се работат овие клучни елементи, се уште не сме повикани, нели, да видиме конкретно, веројатно како ќе го развиваат, ќе, нели, во кој дел ќе бидат. Па во овој дел, во делот кој што се однесува конкретно со образование, претпоставам, нели, она што го имаме видено и од претходната стратегија, слободните изборни предмети, нели, повторно дискусијата по однос на тоа дали ќе биде еден предмет, она што го зборувавме, или ќе биде интегрирано, расцепкано во предмети и така натаму. И, нели, секогаш на дискусија кога ќе мериме фактички ефекти од тоа, но мораме прво, нели, тоа убаво да го испрезентираме. Она што ми мене барем во моментов впечаток, и, нели, неколку пати ја спомнав и националната стратегија за образование, има впечаток дека конечно почна да се слушаат мислењата во смисла на тоа дека она што го работиме, што го ставаме во тие акцијски планови е базирано на докази, на истражувања, и веќе е, нели, на хартија, ама не е и само на хартија, него еве веќе се започнуваат и обуки во делот на, нели, читање со разбирање на обука и во делот на кариерното советување. Значи почнуваме да работиме и да мериме и да биде, да, и да биде базирано на докази. Така да верувам дека и во таа стратегија ќе бидат, имајќи го во предвид извештајот, нели, и она што ни е наша претходна долгогодишна соработка, дека ќе се стават активности кои што ќе бидат во насок, односно ќе се надополниме за да можеме, кога ќе одлучиме да мериме, да, нели, да можеме да се споредиме и да ги поддржиме децата. Како педагошки стратегии, што треба да се поседува, да се има за да се допре до младите на оваа тема? Знаете како, значи ние кога почнувавме со оведување, со животни вештини, нели, кога одевме на увид да следиме, например, кога отидевме на час по математика и гледаме животни вештини, кога отидевме по природни науки, животни вештини. Многу беше интересно за децата, ама не знам попатно како некако го изгубивме тој момент. Значи, она што е важно е, нели, да има дискусија, ама за да имаш дискусија ти пак, нели, се враќаме на базичната писменост, мора да имаат факти, знања, познавања за да може да дискутираат за нешто. Значи, ние велиме треба да има вакви методи, критичко, креативно, ама критичко и креативно не може кога они ги немаат основите, нели, пак затоа велиме на враќање кон писменост и мора да биде поврзано, нели, да не звучи како наредба, но да биде поврзано со нивниот секојдневен живот. Младите фокусот, вниманието денеска, нели, согласно новите текови, им е поограничено. Значи, она што им се кажува како факт, како информација, треба да им биде релевантно, за да може да ја согледаат, нели, ако учат процент, може многу едноставно да се врзе со буџет, со планирање на своите средства, со планирање не мора и да се пари. Нели кажавме, може разни работи да се штедат и да се врзе нешто што им е релевантно, но што им е поврзано со нив самите, за да можат, нели, и да го научат концептот и да можат да го применуваат. Значи, знаете како и ви ме прашувате што има, како има, но многу е важно за тој, нели, кога развиваме и стратегии и кога правиме планови и програми наставни, да концептот кога се развива, да тој така се усвојуваат и поимите. Значи не е само стави го ваму, стави го, мора да има развојност и да се гледа
како оди целиот тој тек. Значи поимите ако не се врзани во систем, те се само изолирани, затоа децата после имаат проблем. На крајот на 9 одделение, кои се вештините што мора да ги знаат? Да, значи тие се пропишани во националните стандарди што ви ги кажав, групирани се по подречје кои што се врзани со наставни предмети и секако имаме такви како животните вештини или иновации, технологија, предприемништво. Мора да знаат во делот нели обврзано со финансиска писменост да ги прават основните пресметки, значи да знаат да направат буџет, да имаат нели во смисла на тоа да имаат иновативни идеи за да може да предлагаат решенија. Значи буквално и така е излистана компетенција. На крај на 9 можат да се огледаат проблем, нели во смисла на тоа да е врзано пак со секојдневниот живот. Да го согледаат што е проблемот и да понудат иновативно решение. И па знаете како пак иновативно и дали е прерано или не, гледаме во смисла на тоа ако има повеќе идеи, што е оригинална идеја, значи ги споредуваме пак, нели да има некаква новина. Да. И тоа пак е на ниво на 9 одделение. Во 9 мора да знае да направи буџет. Па станувањето на доктор кошта. И во тоа во смисла на пари, и во кошта и во смисла на инвестиција на време, затоа што и нели континуитетот понатаму и во средно ќе видите и во основните вештини што се излистани без иницијативност, без трудолюбивост, исто така не може. Значи за да станеш доктор навистина кошта. Кошта да си го ризикуваш, нели да си голем дел од своето време да се посветиш на учење и седење на столот за грејано и учење. Инаку нема. Да. Што сакам да инвестицијата во знаењето. Дека нема да ни се наљути кадарот, ама постои отпор? Не, од ова што го видовме и на терен и од она што секојдневно го работиме. Има поддршка? Сака да работат на оваа тема наставниците? Па знаете како ние сме институција која што се грижиме за нив, ние не ги оценуваме, не ги казнуваме, не ги вреднуваме, ние сме тука за поддршка. Плюс, за тоа прашувам. Дополнителна обврска е да, меѓутоа нели пак онако ние сме моделот, ако ние не вложуваме во нас, како па децата ќе учат, односно учениците ќе учат од нас. Наставниците кои што се нели модел кој што исто така е иницијативен, кој што е упорен, кој што се труди, вложува и учи, исто така е одличен пример и за децата. И нели ако гледаме во смисла на тоа анализирани се ме прашавте за добрите педагошки практики не само во Македонија и во цел свет, нели она што се вика објавена и анализата на Џон Хет и мета-анализа на 800 други истражувања правил, нели точно ова што ме прашувате, кој е фактор број 1 еве условно да кажеме, кој што најмногу придонесува и тој истото го анализирал анализи и фактор број 1 нели од оние сите што ги анализирал истражувања секако дека е фидбекот, нели давањето на соодветна повратна информација, ама ти ако не си експерт во таа област, нели фидбек во смисла на тоа супер, сјај, одличен си, не. И во другиот фактор исто кој што е многу важен, колку наставниците се јасни и колку се одличен пример да тие ја објаснат стратегијата на решавање на задачите и потоа нели да очекуваат од учениците наставници кои што се отворени, иницијативни, кои што се добри примери и кои што убаво објаснуваат и се јасни во тоа што го работат, се супер примери за учениците и кои што даваат фидбек во смисла на тоа не да те навредам затоа што нели и пак е врзано и со културата, ние обично кажеме супер, браво, одлично. Меѓутоа повратна информација се дава во смисла на тоа каде си во тоа, кај си ја поставил целта и што правиш за да стигнеш до целта. Ако имате поддршка од Народна банка, Бирото за развојно образование прави се за ова да успее, имаме кадар кој што сака да им помогне на децата, тогаш која е пречката што имаме слаби резултати и што сега сме на самиот почеток? Па знаете како пречката не е од вчера, не е од денес, значи резултатите нели се веројатно со години. Што било тогаш? Каде? Многу фактори веројатно, знаете како мојот претходен раководител кажуваше нели училиштето не е изолирано, каква е државата, такво е и училиштето. Многу фактори влијаат. Училиштето не е изолирано. Јас веќе преку 20 години сум во бирото. Да, и континуирано се вложува, меѓутоа за резултати кои што ќе бидат нели на издржани анализи, бидејќи нели инцидентни реформи, инцидентни внесувања кои што не се прифатени, вие веројатно затоа ме прашувате дали има отпор, меѓутоа ова е клучна компетенција која што нели од ова што цело време и го зборувавме, веројатно станува јасно дека финансиска писменост не е еднаква на пари, дека се наоѓаме во финансиска криза не само од ковидот, него и какви се случувањата тековни на светско ниво, дека не се потребни сите овие вештини на да умееме да пресметаме, да умееме да анализираме, зошто би имало отпор. Веројатно и сите еве ние сме родители, секој сака да има попаметно дете од себе. Која е државата од која што можеме да учиме, да земеме пример? Бидејќи ако нема некој добар закон кај нас да го направиме,
Можеме да го Законите ни препишеме се и тоа е супер, тоа. стратегиите ни се супер. Која е земјата која што дава резултати на оваа поле, па да го препишеме нивниот концепт? Па да, јас ви кажав дека нели она што го работиме, се не можам да кажам дека имаме контрола, меѓутоа не работиме овде изолирано. Секако дека имаме држави кои што не подржуваат, има институции кои што не подржуваат, Светска банка, УНИЦЕФ, ОЕЦД, веќе ви кажав, особено во делот со ОЕЦД, со финансиската писменост. Од државите анализирани се системи како нели обично ја спомнуваме Финска, спомнуваме Норвешка, нели тие држави, Америка е анализирана е Норвешка. Мислам, бројни држави, бројни системи, околните околу нас, меѓутоа пак Една друга благосостојба каде што владее. Знаете како убаво е да се видат примери на добра пракса, нели, за да се види што може, но сепак ги прилагодуваме на нашиот контекст. И мислам дека лично сметам дека, нели, и од она што го ставивме во националната стратегија и сега и оваа друга стратегија, оние активности кои што веќе се отпочнати, мислам дека конечно некако ќе за некое време, фала му на Бога, дека ќе можеме да мериме ефекти во делот на Морам да ве прашам уште ова економската состојба. Како влијае врз оваа наука или оваквите истражувања? Па очигледно дека влијае. Значи пак нели училиштето не е изолирано. Училиштето е во контекст на системот нели на целиот во кој што живееме и работиме, кој што е погоден не е на она што се случува само во Македонија, секако светските текови дека имаат рефлексии во она што го живееме секојдневно. Меѓутоа како ќе излеземе од кризата, значи секоја криза, нели јас како психолог условно кажано, не ја гледаме како криза и сега тука замираме и нели блокада и не можеме. Секоја криза има и свои позитивни потенцијали во смисла на тоа дека може и нешто креативно да се извлече. Значи можеме да анализираме, можеме да најдеме решенија, еве нели бензинот горивото поскапува, може ова да се разговара со децата, да се наоѓаат алтернативни решенија. Значи во секоја кризна ситуација можеме да најдеме решенија, ама ние веројатно веќе сме научиле како научена безпомошност, некако може и во таква состојба често да запаѓаме, меѓутоа треба сепак нели ние возрастните, не дека ние сме изолирани, дека треба секако дека и нас не погодува, меѓутоа можеме нели да се поврземе и да ги дадеме поддршка на нашите деца, односно на што ОЕЦД го пропишало како компас. На сите ни треба, па на нив веројатно. Кои се за крај да ни кажете забелешките и препораките кои што треба да ги извлечеме од овој тест, од ова истражување? Да, значи она што го зборуваме, еве сега баш убаво ме прашавте, значи дека мора да има континуитет, она што го зборуваме дека она што се учи треба да биде поврзано во систем. Така да во таа смисла сега ние тековно ја правиме, не ја споменав и новата програма за во градинките и тука, нели пак исто базирано на компетенција, веќе конечно некако го согласуваме целиот образовен систем да не биде еден на цели, еден на резултати, еден од пред 2000-та година, значи некако имаме заеднички консензус да од градинките нели до крајот на основното, па сега и нели новата и концепцијата за гимназиско образование да се има нели компетенции кои што ги гледаме од градинка како се развиваат и понатаму. Да, јас сум и во работната група за новата програма, така да нели притискам во тој дел бидејќи нели се уште образованието е под Министерството за труд, да во делот нели со програмата ние сме задолжени да ја изработиме, да има континуитет, да ги поврземе нели како тоа после оди во основно, па основно со средно. Значи во тој дел нели да не повторувам како тој концепт на финанси, пари, трошење, инвестиции, ресурси така натаму, таму би се развивал. Потоа во основно образование и нели нормално во гимназиското, во средното и во стручното образование, каде што можеме да имаме и нели комплетни предмети и оној концепт на слободни изборни предмети се задржува и секако интегрирано во сите оние предмети кои што дозволуваат, што ги споменавме, од општество, од граѓанско образование, секако дека нуди доста нели елементи каде што може да се разговара на оваа тема, но пак велам да не биде тоа изолирано, инцидентно по повод не знам, денот на потршувачите, денот на парите. Туку навистина кога развиваме еден концепт, еден конструкт, значи тоа треба да биде развојно и да биде поврзано во систем. Секој изолиран поим надвор од системот, веројатно и за нас како индивидуи не можеме да го соџвакаме, а не може да очекуваме и децата да го усвоат, тие може ќе го усвоат. Меѓутоа тоа не останува трајно, не може да ги поттикнува нели нивните информирани одлуки, особено во делот на она што денеска ние како криза и вие кажавте и веројатно ќе потрае, без разлика што сме научени да живееме во криза, мора да се екипираме. Така, од прашање до прашање ми се шири темата, нема да ја проширам, бидејќи следниот гостин веќе чека пред студиото, само да ви се заблагодарам за
вашето гостување и ќе останеме денеска на оваа тема финансиска писменост, но во некоја следна прилика ќе прошириме темата во однос на развојот на образованието и да ги пофалиме децата, бидејќи сите ни се со петки и како ќе развиваме образование кога нема четворка во дневниците или нема тројка, а знаеме знаете што е проблемот. позитивно, барем од она што не е, само што ова сакам да го кажам, да, тоа не е проблем, евидентирано и министерката го кажува и нели работиме во делот, нели Во дневниците сите се одлични и нема потреба од развој. Можете да заклучите вие да не постои развој бидејќи сите се петки што ќе развиваме. Да. Затоа не сакам да ширам темава. Знаете како добро е што децата се свесни за овој проблем. Значи јас правевме фокус групи и ги прашував нели за ова и да речеме ева одговор од ученик вели, значи нели зашто е важно да си поставиш цели, да знаеш што не знаеш, што знаеш, за да нели не бираш понатаму доктори, професии за кои што немаш компетенции. Многу е важно да си ги знаеш своите јаки и слаби страни. И децата кажуваат добро уште од прво деление, мене ми се сите петки. Колку нели малку повеќе да знам од останатите во паралелката, петка ќе си добијам, дома ќе отидам, татко ми, мајка ми си мислат леле вундеркинд, супер сите ми се петки, а уствари ништо не знам. Мислам искрени си тоа го споделуваат и го забележале. Така да не можеме да ги оставиме така, стварно треба да имаме малку поголема одговорност према децата. Да, ова е нова тема. Следна прилика за некои 2 месеци ќе повикам пак, ќе ја прошириме малку темата. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Што да го завршуваме првиот дел, одиме со кратки реклами, па продолжуваме на тема туризам.